Во дејноста на туристичките водичи владее безредие и хаос. Проблемите што се провлекуваат 20 години лежат во катастрофалниот закон за туристичка дејност, кој што претрпе многу неефикасни измени. Велат експертите. Во Македонија има министерства за се и сешто, но не и за туризам, како во сите туристички земји. Водичите укажуваат дека дури и ги нема, не постојат во националната класификација на дејности. Прво и основно проблемот на туристичките водичи што не сме влезени во номенклатурата на дејности, така да во номенклатурата на дејности на Македонија, како во Занечиска комора не имат како дејност туристички водич, ама во Министерство на економија не немат и така не можеме да направиме како на пример книговодителите, да сме лиценцирани и секоја година да се надоградуваме. Поради ова, Охридскиот факултет за туризам и угостителство сега е вклучен и работи на изготвување нова национална, но и европска класификација на дејности и занимања. Само на тој начин ќе се стави некаков ред, вели Јузмевски, и ќе се знае кој за што учел и тоа да го работи. Оти немилосрдна е нелојалната конкуренција со која се соочуваме, додава тој. Кој стигна работи како туристички водич и ни го јаде лебот. Не достига, тука имаме хиперпродукција на туристички водичи. Ви кажав од тие причини што секој во слободно време би сакал да е туристички водич. Не секој кенлер, таксист, шофер, полицаец, пожарникар, шеф на рецепција да бидат водичи, за тие во слободно време да се водичи, а ние во слободно време не можеме да сме пожарникари, доктори, полицајци, рецепционери, кенлери, не знам што. Ако не ја изработиме добро летната сезона, ќе нема како финансиски да ја поминеме зимата. Иако проблемот со нелегалните водичи полека се надминува, маката на водичите не е една. Туристичките агенции ангажираат водичи бидејќи се обврзани, но воопшто не го ценат квалитетот и знаењето на туристичкиот водич кој го ангажираат. Најважно им е да поминат што поевтино. Изборот на локалните водичи кај нас е колку пари, толку музика. Од Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот кажуваат дека во земјава има општини во кои и покрај нивната развиеност нема нити еден туристички водич. Таков е примерот со Дојран.